Навидум обичен есенски ден во Тетово, но не и за семејството Рад, кој уште утрово започна со подготовките за одбележување на Денот на благодарноста. Стив Рад е американец кој веќе 13 години живее во Македонија, а 10 години е во брак со Наташа. Тие заедно ги прославуваат и американските и македонските празници и ги вреднуваат и двете традиции. Денот на благодарноста е период кога семејството е заедно и ја изразува благодарноста за сето она што го има, вели Стив. Празникот се прославува во есен по бербата на плодовите кога има најмногу храна. Претседателот Линколн е првиот кој го прогласил Денот на благодарноста за национален празник. Подготвуваме многу јадења, а мисирката е најкарактеристична за овој празник, како и питата од тиква. Ова е период кој се посветува на семејството. Во Македонија празнувањето ми е слично како во Америка. Го прославувам со најблиските. Ми не достигаат родителите и роднините, но сепак сум среќен што сум заедно со мојата сопруга и децата. Даниел, Давид, Калеп и Филип постојано учат за двете култури и ги зборуваат двата јазика. Наташа пак вели дека уште од почетокот на нивниот заеднички живот ги учи карактеристиките на американската култура. Привилегија и задоволство е да си дел од друга култура, вели таа. Дел од намирниците за подготовка на празничната трпеза и ги праќа мајката на Стив. За сето останато се грижи таа. Значи, јас имам исто така прифатено Ден на благодарноста или Thanksgiving, навистина е дел од мене веќе. 10 години го славиме и Божик во Америка исто како што го прославуваат и тука. И исто го славиме и нашиот празник Божик на православен начин, каде што исто си имаме традиционално си готвиме. Задоволство ми, навистина ми е привилегија што можам да бидам од таа култура исто така, да примам работи кои што се навистина убаво имат убаво значење, каде што денеска на пример е ден каде што даваме благодарност на Бог за сето оно што има дадено на нас и Божик знаеме, го славиме и ние го славиме тука во Македонија. Така да, навистина не ми е тешко и се радувам кога ќе можеме да славиме со други луѓе, гости да имаме и така. Како е прифатено од останатите? Ви доаѓаат гости, сигурно, од роднините? Да, значи и другите навистина им задоволство да дојдат, да видат нешто ново, нова култура, нов начин на приготвување на храна, затоа што е многу различно од нашата. И така да и десертите се многу поразлични од нашиве и така мојот сопруг ги прави тие пикан пај, кој што ние го немаме тоа и им се допаѓа, многу им се допаѓа. Лесно ли можете да ги најдете намирниците затоа што се работи за различни? Значи за многуте работи мајка му на мојот сопруг ги испраќа од Америка за да направиме, нели, да биде навистина тоа што е најважното за тој ден. Другите може, значи не е толку тешко, меѓутоа доста работи и мора да ни ги испратат од Америка, да. Стив ни ја раскажа приказната за тоа како настанала традицијата на славење на Денот на благодарноста. Првиот ден на благодарноста датира уште во периодот кога голем број верници од Англија се упатиле кон Америка, кон колонијата Вирџинија. Но поради бура, нивниот брод бил насочен кон север. Тоа било единственото место каде што не биле населени индијанците. Првата зима за нив била многу тешка, не можеле да се адаптираат на тамошните услови. На нивно изненадување пристигнал индијанецот кој зборувал англиски скванто, ги научил како да живеат на тие предели. Се зближиле и заедно со деновија прославувале успешната берба на плодови. Биле неизмерно благодарни на Бог за тоа што го имале. За време на зимата на местото доаѓале многу бродови. Луѓето се двоумеле дали да ги примат. Иако немале доволно храна, се одлучувале да ја делат со сите оние кои доаѓале во местото. Делеле по 5 зрна пченка за секого и ја преживеале зимата. Наредната година родот бил поголем, но повторно во своите чини ставале по 5 зрна пченка како символ и спомен за тешката претходна година, за која биле благодарни што ја преживеале. Од тогаш традицијата продолжила се до денес. Ова семејство заедно ги прославува сите празници. Вела дека се среќни што ја имаат таа можност почесто да се потсетуваат на вистинските вредности преку празничната атмосфера и со своите најблиски да уживаат во миговите поминати заедно.